Повраќање, треска, грчеви, лигавење од уста и неконтролирано движење се главните симптоми по кои може да се препознае отруено куче. По серијата труење на домашни миленици во истокот само оваа година, штипските ветеринари излегува со апел до сопствениците. Како што рече доктор Методи Бреслиев, штом сопственикот забележи некој од промените кај своето милениче, мора веднаш да го однесе во ветеринарна станица. Отиланатата покрај тоа што е најчест отров, велатот има и брзо дејство врз самото животно. Прв симптом кај оние кучиња кои што се отруени е повраќањето. Исто така тие се тресат, односно имаат грчеви. Потоа друг симптом е лигавење од устата. Значи самите кучиња не можат да се движат, значи паѓаат, некоординирано се движат. И тоа се едни од главните симптоми на труењето на животните. Значи, штом самиот собственик го забележи сето тоа, значи подитно мора да се обрати кај ветеринар, односно да го донесе во ветеринарна станица, бидејќи понекогаш и минутите се важни за труењето. Најчест отров со кој што се трујат домашните миленици е ланатата. Значи, тоа е еден отров кој што има брзо дејствие и доколку не се превенира, односно не се лечи брзо кучето, значи може да биде летално, односно самото куче или маче кој што е отруено може да умре. Доктор Бреслиев советува секој оној кој што не е во можност да го однесе кучето веднаш до ветеринар, по забележаната промена може слободно во домашни услови да даде медицински јаглен, а веднаш потоа да го однесе на ветеринар. Доколку самиот собственик не е во можност одма да го донесе кучето на ветеринар, значи може слободно да даде медицински јаглен, односно карбомедициналис. Тоа е, значи, еден лек кој што може одма да се даде и потоа потитно мора да го однесе кучето на ветеринар. Во ветеринарните станици, како терапија на домашните миленици се дават одредени лекарства, исто така и инфузии, и се дават исто така и некои средства кои што можат да предизвикаат и повраќање, се со цел да самиот отров се исфрли што е можно побрзо од организмот. Значи, како што реков, најбитно е превенцијата, односно брзината на лечење на самото животно. Бреслиев посочи дека не е хумано одземањето живот на едно животно и предупреди луѓето да имаат поголема свест и да не ги трујат животните. Бидејќи не е хумано да тровеш куче, значи без разлика, ние сме ветеринари, ние ги лекуваме кучињата и мачките, сето тоа го осудувам, затоа што на луѓето не се криви ни кучињата ни мачките, доколку тие се нешто изнервирани или се лоши луѓе, можем да кажам дека најостро го осудувам таквиот чин. Инаку ветеринарите ја истакнаа брзината како клучна при лечење на едно животно, оти како што велат на временото реагирање и превенција можат да го спасат животот на животното.